Милиони кои гласаат во отсуство од земјата додека се во странство и Ана Белакур, една од околу 6000 американци кои живеат во Украина. Таа е менаџерка на социјалните медиуми за публикацијата Kyiv Independent, што се објавува онлайн на англиски и вели дека незината лична врска со Украина е длабока. Во Украина живеам околу 1 година. Ја посетував Украина пред да почне војната и мојот татко е украинец, така што имам корени во Украина. Чувствував дека ако сакам да бидам новинар што ќе ја покрива војната, мора да бидам тука. Белокур вели дека многу ја погодува што Украина се користи во американските политички кампањи, зашто верува дека страдањето во земјата се запоставува. Анкетите направени од Галуп годинава и Универзитетот на Мериленд сугерираат мала предност на оние кои мислат дека САД треба да ја помага на Украина и покрај политиката. Кога зборувам со луѓе дома од двете страни на политичкиот спектрум, слушам многу емпатија за Украина и многу повеќе загриженост што се презентира на одредени телевизиски канали. Белокур планира да гласа онлайн. Вели, без разлика што ќе се случи, незината определба нема да се промени. Слушам дека од Киев и од НАТО и од други места се вели дека што и да се случи, ние треба да работиме со тоа лице. Се обидувам и јас да го прифатам. Ке продолжиме да се бориме. Стивен Мур го дели тоа мислење. Тој е републиканец, поранешен шеф на кабинетот на Капитол Хил, кој сега живее во Украина и работи како волонтер. Мур основал непрофитна организација со седиште во САД, Украински проект за слобода, што обезбедува хуманитарна помош за цивили и несмртоносна опрема за армиските волонтери. Тој вели дека на Украина и треба поддршка од демократите и републиканците. Не може Украина да добие што сака од САД преку поддршка од само една партија. Украина треба да биде двопартиска. Има околу 70% шанси дека Белата куќа и Конгресот ќе бидат поделени. Мур верува дека Америка никогаш не била поделена како сега. Тоа верување му е подкрепено со истражувањата на јавното мислење пред изборите. Русите го добиваат тоа што го сакат во овој изборен циклус, што е хаос и неред во САД. Мур гласал за време на неговото последно патување во САД. Сега сме во глобална војна. Единствените што реагираат на таа информација се нашите непријатели и украинците. Така овие избори ќе диктираат како Америка ќе одигра на глобална војна. Други експатријати, како Џон Сенет, кој работи на воздухопловна логистика, сметаат дека клучот е да се биде неутрален. За нас овде ова игра на чекање. Не треба да бидеме многу вокални за тоа кого сакаме, а кој не. Кој да победи ќе треба да работиме со него. Сенет вели дека украинските пријатели често бараат од него да прогнозира резултат од изборите, но ова е Америка, вели, и никој не знае до денот на изборите.